Секое светско првенство има по една репрезентација од која не се очекува ништо. Никој не очекува дека ќе направи нешто големо. А на крај ја руши целата прогноза. Во 2018 тоа беше Хрватска. Во 2022 тоа беше Мароко. Прашањето е кој ќе биде сега. А искрено, мислам дека ова светско првенство е совршено за уште едно големо изненадување. 48 репрезентации, повеќе надпревари, повеќе нокаут дуели и многу повеќе простор за некоја селекција да фати залет. Денеска ќе зборуваме за репрезентациите кои што може да бидат Dark Horse на светскиот шампионат. И не зборуваме за Франција, Аргентина, Германија, Бразил. Туку за селекции кои што може да ги расипат плановите на овие големите. Прва репрезентација Норвешка. Искрено, ако бараме бетинг Dark Horse репрезентација, тоа е Норвешка. После речиси 3 децении се враќаат на светското првенство. Но овој пат не доаѓаат како туристи. Доаѓаат со Ерлинг Халанд, со Мартин Одегард, со Александар Сорлот, со генерација што игра во најсилните европски лиги. Најинтересно е тоа што Норвешка повеќе не е само Халанд. И тоа е најголемата разлика во однос на претходните години. Имаат структура, имаат самодоверба, имаат напад што може да даде гол против секоја селекција. А на светското првенство еден гол може да смени многу. Имаат тешка група со Франција, Сенегал и Ирак и ако поминат понатаму, може да стигнат далеко. Следна репрезентација Колумбија. Ова е можеби најподценетата репрезентација во моментов. Немаат медиумски хајп како Аргентина или Бразил, но имаат нешто што е многу важно за еден голем турнир. Континуитет. Оваа селекција игра заедно долго време. Имаат брзи крила, технички добри фудбалери, имаат искуство. А такви репрезентации често стануваат опасни кога почнуваат елиминациите. Особено затоа што никој нема никакви очекувања од нив. Во група се со Португалија, Конго и Узбекистан и може да направат многу на овој мундијал. Трета репрезентација Јапонија. Искрено не знам дали луѓето се уште ги подценуваат јапонците или едноставно не ги следат доволно. На секое светско првенство тие изгледаат подобро и подобро. Повеќето играчи им играат во Европа. Тактички се неверојатно дисциплинирани. Трчаат 90 минути без проблем. И што е најважно, нема страв од големите репрезентации. На последните турнири ја победија Германија и Шпанија. И тоа веќе не е случајност. Тоа е модел. Јапонија можеби нема големи звезди, но има систем, а понекогаш системот е најважен за вакви турнири. И сега доаѓаме до Мароко. Сега можеби ќе кажете Мароко играше полуфинале, не може да е Dark Horse селекција. И реално не е класичен Dark Horse. Но кладилниците и понатаму ги ставаат во редот позади големите европски фаворити. А тоа може да биде грешка. Мароко има едно од најопасните турнирски формули во светот. Цврста одбрана, брзи контри, одлична атмосфера и играчи што веќе знаат како се игра под притисок. Никој не сега да игра против тим што прима толку малку голови. Има уште неколку репрезентации на кои што треба да внимаваме. Америка поради домашниот терен, а имаат и одличен тим. Сенегал поради физичката моќ и искуството. Еквадор кој има едно од најинтересните млади генерации во Јужна Америка. И Турција има неверојатно добра генерација и мислам дека ќе стигнат далеко. На светското првенство не победува секогаш најсилниот. Понекогаш победува тимот кој што ќе фати моментум, тимот што ќе добие самодоверба или тимот што никој не го сфатил доволно сериозно. И токму така почнува секоја Dark Horse приказна. Кажете ми вие во коментар која репрезентација ќе биде најголемо изненадување на светското првенство и дали оваа година конечно ќе видиме некоја репрезентација таква во полуфинале, па дури и во финале. Од сите овие селекции највеќе би внимавал на Турција, Мароко и Норвешка. Мислам дека една од овие 3 селекции ќе стигнат многу далеку на турнирот.